Светилишта на Богородица. Емисија прва. Чудото во Фатима. Драги слушатели на Радио Марија Македонија, добра вечер и добродојдовте во нашата програма. По повод денешниот празник Богородица од Фатима, спремивме еден краток осврт на случувањата. Што е Фатима? Кои се видувањата од Фатима? Пораките на папите и на крај молитва до Богородица од Фатима. Со мене вечерва во студиото се Ена Абјаник и Марија Туник. Добра вечер, драги слушатели. Добра вечер. Започнуваме со првата точка. Што е Фатима? Па ја мислам дека Марија може да не каже нешто повеќе за тоа. Така, Фатима е градче сместено во средиштето на Португалија, во гората Сера де Ајре, кое во 1917 година станало место во кое се случило најчудесното случување во 20 век, а тоа е видението на Богородица. Пораките од Фатима, кои некои од нив долго време биле тајни, во голем дел се однесуваат на случувањата кои ја менували историјата на човештвото во претходниот век. Останатите две деца кои ја видела Богородица, Фрањо и Јасинта, умреле во 1919 и 1920 година. Луција де Хесус до Сантос, последната која ја видела Богородица од Фатима, починала на 13 февруари 2005 година. Во 2000 година биле прогласени за најмлади блажени маченици во историјата на црквата. Небото и овој пат избрало непознати и понизли службеници за на светот да му ја пренесе својата порака. Додека на 13 мај 1917 година во црквите ни светот се читало писмото на Бенедикт 15, понизла службеничка господава, во Европа беснеела првата светска војна. Се случило првото видение во Фатима. Папата Бенедикт 15 во споменатото писмо јавно и се молел на Исусовата мајка да ја запре војната и побарал во целиот свет да се организираат молитвени акции за мир начело со малите деца. Во истиот документ наредува повикот Кралица на мирот моли за нас службено да се вклучи во литаниите на Пресвета Богородица. Истиот ден Еухем Пацели, идниот папа Пио 12, во чиј понтификат ќе биде воден најголемиот дел од Втората светска војна, на која и се однесуваат поголемиот дел од фатимските пораки, бил зареден за бискуп од страна на папата Бенедикт 15. Да не заборавиме дека Португалија уште од 17 век била посветена на Пресвета Богородица Марија, но во моментите на фатимското видение, односите помеѓу актуелната власт и Ватикан биле во прекин, а положбата на католичката црква била на незавидно ниво. Трите деца веќе од 1915 година биле подготвувани за чудесната средба која се случила во 1917 година. Веќе во 1915 и 1916 трите мали пастири, Луција, Јасинта и Фрањо, имале 4 виденија и средби со ангелот чувар, зашто многу детално известила Луција во своите мемоари. Тоа се само некои од чудесните и индикативни случувања поврзани со виденијата. Благодарам, Марија. Сега следува една кратка музичка номера. ¿Cómo olvidar que me diste la vida? Cuando ocurrió, la daba por perdida. Sentí latir mi corazón tan fuerte y todo comenzó a ser diferente. Al caminar nos
conoces bien por dentro. Te confesé que nunca había encontrado alguien que como tú me hubiera mirado. Y desde entonces no puedo vivir sin ti. Soy peregrino desde el día que te vi. Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel al Señor y contarle a todos que encontré tu amor. Y desde entonces no puedo vivir sin ti. Soy peregrino desde el día que te vi. Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel al Señor y contarle a todos que encontré tu amor. En el camino surgieron tantas dudas, fríos inviernos y algunos otros desalientos de abandonar aquellos grandes sueños que fuimos construyendo con el tiempo. Pero otra vez ella salió a mi encuentro, me recordó que todo puede hacerlo nuevo. Recuperé la esperanza perdida y así fue como ella cambió mi vida. Y desde entonces no puedo vivir sin ti. Soy peregrino desde el día que te vi. Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel al Señor y contarle a todos que encontré tu amor. Y desde entonces no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti. Soy peregrino desde el día que te vi. Desde el día que te vi. Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel al Señor. A ser fiel al Señor. Y contarle a todos que encontré tu amor. Ayúdame a seguir tus pasos, a ser fiel al Señor y contarle a todos que encontré tu amor. ¿Cómo olvidar que me diste la vida? Драги слушатели на Радио Марија, добра вечер. Повторно се враќаме во студиото. Зборуваме за денешниот празник, појавувањето на Пресвета Богородица во Фатима на 13. мај во 1917 година. Како се случило појавувањето на Пресвета Богородица во Фатима? Ена? Па еве, значи додавме до овие информации. Било недела 13. мај, кога Луција, која што имала 10 години, Фрањо имал 8 години, Јасинта исто така 8 години, по враќањето до Тринската миса се упателе со своите стада во Кова де Ирију, односно Ирска долина. Името Ирена во грчкиот јазик означува личност која сака мир. По молењето на бројаницата, на пастирите на чешмата им се прикажала како што тие велат прекрасна Господја, целата во светло, појасна од сонцето. Таа ги замолила тука да доаѓаат секој 13 во месецот се до месецот октомври. Најпрво виделе 2 светла како блесок, а потоа ја виделе Богородица. Луција тоа вака го опишала. Беше тоа една Господја потполно облечена во бело, посјајна од сонцето. Околу неа се ширело светло појасно и поблескаво од она кое свети од кристален сад полн со чиста вода, осветлена со златни сончеви зраци. Незиното лице неописиво убаво, не било ни тажно ни весело, туку сериозно. Рацете ѝ биле склопени како на молитва, биле наклонети и кренати нагоре. На десната рака и висела бројаница.
Богородица разговарала со Луција. Најпрво таа ја пренела порака да не се плашат и дека таа ништо лошо нема да им стори. Таа ги замолила да доаѓаат на истото место секој 13 во месецот, во истото време 6 месеци поред. Богородица рекла: Дали сакате да ги принесете на Бога сите страданија кои тој сака да ви ги прати, како на доместок за гревовите со кои е навреден и како молитва за обраќање на грешниците? Луција одговорила: Да, сакаме. Богородица со движење на раката кон нив донела светлина која допрела до најискрените делови на нивните души, па така тие себе си се виделе во Бога, појасно отколку да се наблюдувале во најдоброто огледало. По неколку моменти Богородица додала: Молите бројаница секој ден за да измолите мир во светот и да измолите крај на војната. Така се случило појавувањето и пораките на Пресвета Богородица од Фатима. Добро, еве сега јас да се осврнам. Има уште пораки. Има уште? Да, имам уште Ајде. информација за пораките. Марија, ако сака, може да ни прочита нешто повеќе во врска со тоа. Така Ина, во сите виденија Богородица барала покора и молитва, особено молитва на бројаницата, да се измоли мир во светот. Веќе на другата средба таа им кажала дека Јасинта и Фрањо набрзо ќе ги земе кај себе во небото, а Луција ќе живее подолго од нив. Скоро во сите виденија Богородица зборувала за потребата за покора, молитва, побожности кон своето пречисто срце и потребата од преобразба на целиот свет. Централното случување било на 13 јули, кога трите мали пастири имале виденија на пеколот што им го прикажала Богородица, но добиле и предупредување дека ако во светот не престанат навредите кон Бога, ќе дојде до пострашна војна за време на понтификатот на папата Пио 11. А предзнак на тоа ќе биде ноќта која ќе биде осветлена со силна светлина, што навистина се случило во ноќта од 25 на 26 јануари во 1938 година. Во тоа видение, интересно е што Богородица зборувала за преобразба на Русија, односно за можноста таа земја своите заблуди да ги прошири низ целиот свет. Исто така таа предупредила на тешки страданија кои го чекале Светиот Отец и луѓето со добра волја, но нагласила дека на крај Русија ќе биде посветена на незиното пречисто срце и дека таа земја ќе се преобрази. Ова накратко е содржината на првите две тајни. Тој ден Богородица изговорила и децата ги научила на молитва, која од тогаш ќе се моли после секоја десетка на бројаницата, а тоа е молитвата О Исусе, прости ни ги нашите гревови и така натаму. Третата тајна ќе остане непозната се до 2000 година, кога Светиот Стол официјално ќе ја објави. Откривањето на тајната се очекувало со десетлетија и многумина сензационалистички тврделе, понекои верувале во тоа дека таа тајна содржи визија за крајот на светот. Кога Ватикан ја објавил, веднаш пристигнало објаснување од Јозеф Рајцингер, кој тогаш бил префект на Конгрегацијата за наука и вера, и тој рекол дека тајната се однесувала на настани кои веќе се случиле. Пред се, тука се мисли за тешките прогонства на христијаните во 20 век, како и за атентатот на папата Јован Павле II. Како што ветила на почетокот на виденијата во Фатима, Богородица во својата последна апарација на 13 октомври го објавила и своето име – Богородица од Светата Бројаница. Токму на 14 мај 1981 година, денот кога се одбележува почетокот на фатимските виденија, се случи обидот за атентат на папата Јован Павле II. Тој потоа самиот велеше дека својот живот и понатамошниот понтификат и го должи токму на Богородица од Фатима. Па така во круната од скулптурата на Богородица од Фатима е ставен куршумот со кој што тој беше погоден. Благодарам Мена за деталното известување за пораките. Сега следуваат изјавите на поглаварите. Сериозноста на фатимските пораки особено ги истакнуваа папите на 20 век. Папата Пио 12, папата Павле VI и папата Иван Павле II. Папата Пио 12 во најголемиот налет на Втората светска војна во 1942 година го посветил светот на срцето Маријино на 25 годишнината од појавувањето на Богородица во Фатима.
Папата Павле VI на 50 годишнината лично го посетува светилиштето во Фатима и изјавува: голема ни е желбата да ја почестиме Пресветата Девица, Мајката Исусова, Мајката Божја и Мајката наша. Нашата доверба во низината добрина во црквата и нашето апостолско послание е многу голема, а исто така голема е и нашата потреба за низиното заговарање кај Христос, низиниот син. Папата Иван Павле II ја посетува Фатима на 13. мај 1982 година на годишнината од преживеаниот атентат и ја обновува посветата на светот на Мајката Божја и завршува со потресните извици: спасине од глад и војна, спасине од нуклеарна војна, од самоуништување од сите војни, спасине од грев против човечкиот живот во неговиот почеток, спасине од омрза и намалување на достоинството на децата Божји, спасине од прелесното газење на Божјите заповеди, спасине од обидите да се искорени вистината за Бога од човечките срца, спасине од грев против Светиот Дух. Надминувајќи ги бесплодните расправи за карактеристиките и начините на појавувањата, потребно е да се воочат, прифатат и живеат пораките што ни ги испраќа Пресвета Богородица од Фатима. А тие пораки се потребата на константното лично обраќање кон Бога и поттикнувањето на Светиот Дух, борбата против непрестаното делување на злото во нас и околу нас, помагање на другите на патот кон обраќањето. Тоа е израз на верата во таинствена поврзаност на телото Христово и конкретизација на пораката. Одговорни сме едни за други. Пораката на папата Иван Павле II, кој ја испрати од Фатима, гласи: да го слушаме гласот на Марија, нека го слуша целата црква, нека го слуша целото човештво, бидејќи Марија го сака вечниот спас на луѓето и народот по наумот на провидноста Божја. Сега следува молитва на Богородица од Фатима. Пресвета Богородице, Царица најверна, Мајко и посредничке наша, денес ти одаваме чест пред Твојот благословен лик, на Твоето пречисто срце, да му ја довериме и да му ја предадеме нашата татковина, нашиот народ, нашата парохија и нашето место, сите луѓе во нашите средби и простори. Преку Твоето срце молиме од милосрдното срце на нашиот Спасител Исус Христос, простување и дар на мирот, за да живееме во сигурност, праведност и слобода, да се одрекнеме од безбожноста и световните похоти и разумно, праведно и набожно да живееме во сегашниот свет за блажена надеж на вечното откупување. Во љубовта и заштитата од Твоето срце, Царице, го прикажуваме секое дете, момче, девојка, татко и мајка. Тебе ти ја прикажуваме и секоја монахиња, монах и свештеник. Биди мајка на мудроста, на сите одговорни за нашата сегашност и иднина. Измоли ни бројни и свети духовни повици. Кралица на мирот, моли се за нас грешниците, сега и на смртниот ни час, да влеземе во вечен мир, во радост со Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Радувај се, Марио, благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на Твојата утроба, Исус. Света Марио, Богородице, моли се за нас грешниците, сега и во смртниот ни час. Амин. Кралица на мирот, моли се за нас. Драги слушатели на Радио Марија Македонија, ја проследивте кратката емисија по повод денешниот празник Богородица Фатимска. Им благодарам на моите гостинки Ена Абјамник и Марија Туник. Благодарам и вам. Поздрав и од мене, Богослов Силвар Митев.
Пријатна ноќ. Пријатна ноќ. Oh Virgen María, que eres madre del amor y nos amas cuando amamos en el Señor. Confiados de tu mano, hoy venimos ante ti con un himno de alabanza en el corazón. Драги слушатели, ја слушавте првата емисија од циклусот Светилишта на Богородица. Оваа емисија ја уредува и вода Силвар Митев, Ена Абјанич и Марија Тунич. Радио Марија Македонија, мај 2015.